Во 2022 година, Националниот превентивен меанизам спроведе 9 посети во полициските станици од општа надлежност, кои ще се во склоп на секторите за внатрешни работи, Скопје, Битола и Тетова. На подрачјето на СВР Скопје беа посетени полициските станици Ѓорче Петров, Чаер, Газибаба, Кисела вода, Центар и Карпош. Од овие 6 посети, 4 беа спроведени после полноќ. Општа констатација е недоволната екипираност на полициските станици со доволен кадар. Материјалните услови скоро во сите полициски станици и понатаму представуваат голем предизвик, а особено загрижувачка состојба е затекната во полициската станица Чаер, каде што години поред не е превземено скоро ништо. Кога зборуваме за материјалните услови, внимание треба да се посвети на оспособување на посебните простории за разговори со деца, како и оспособување на просториите за задржување и лишување од слобода. Дополнително потребно е да се избегнува праксата на вршење разговори со повиканите и задржани лица од слобода во канцелариите на сметководителите, туку истите да се спроведат во наменско опремени простории со видеонадзор, со видливо истакната поука за правата на овие категории од деца и други безбедносни мерки. Тимот на Националниот превентивен меанизам во дел од полициските станици констатираше дека полициските службеници работат во субстандардни услови. Слично и како и во претходната, така и во 2022 година. Во некои од полициските станици беа истакнати наводи на директни притисоци од страна на раководниот кадар, манифестирани преку прераспределба на разни видови работни обврски, несоодветни за работната позиција или претhodно искуство. Во однос на правото на адвокат, и натаму останува констатацијата дека лицата лишени од слобода и задржани во полициските станици се соочуваат со недостиг на вистинска можност за користење на правото што го имаат да повикаат адвокат од листата на дежурни адвокати, чии што трошоци треба да ги покрива државата.